60.090 денари или 1.000 евра е минималната сума за 4-члено семејство да го преживее мај, пресмета синдикатот. Веќе долг период правиме такви обрачуни и правиме анализа во секој месец колку изнесува минималната кошничка. Така да за овој месец, за месец мај, изнесува 60.190 денари или од прошлиот месец за 122 денари е пониска, но неверојатно тоа е во делот на храната, каде што сега веќе земјоделските производи малку поевтинуваат. Според синдикатот, повеќе од 1/3 од овие пари, односно 21.689 денари одат за храна, а висината на останатите трошоци изгледа вака. Во неа, освен за храна, најмногу пари одат за станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.014 денари, облека и обувки 4.928, трошоци за образование 7.000 денари. Најмалку пари според оваа пресметка се потребни за здравје 1.040 денари. Минималната плата изнесува 23.200 денари, што значи дека две минимални плати не го решаваат ни приближно проблемот. За кошничката да биде на минимум, потребна е една минимална и една просечна плата, која изнесува речиси 40.000 денари. Клучен момент за стандардот да се подобри не е само зголемувањето на минималната плата, туку и намалувањето на цените на храна, но и на другите продукти. Неодамна гувернерката на Народна банка на Република Македонија Анита Бежовска-Ангеловска изјави: Од пандемијата наваму цената на храната во Македонија остана двојно повисока, без индиции дека наскоро ќе се намали. За разлика од нас, во европските земји од двојно таа се намали на максимални 18%. Истакна гувернерката Бежовска.